Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, Социјалдемократскиот сојуз во својата програма План за живот вети дека ќе ги насочи своите ресурси за подобрување на состојбите во железничкиот сектор со инвестиции и модернизација во железничката инфраструктура, обновување на возниот парк, инвестиции во делот на безбедноста во сообраќајот преку осигурување на патни премини и соларни железнички станици. Но досега нема реализација на овие ветувања. Освен започнатите проекти од владата предводена од ВМРО ДПМН, досега нема започнато ниту еден нов проект. Нема нови инвестиции, нема модернизации во железничката инфраструктура, нема проекти за обновување на возниот парк, нема никакви инвестиции во делот на безбедноста на сообраќајот преку осигурување на патните премини и нема соларни железнички станици. Владата на Социјалдемократскиот сојуз заради својата неспособност внесе хаос во железничкиот сообраќај. Денес Македонија е железнички изолирана земја. По 146 години од воведувањето на железничкиот сообраќај во Македонија, од октомври 2018 година, нашата земја остана без единствената редовна меѓународна линија. Беше укинат единствениот меѓународен патнички воз кој сообраќаше на релација Солун-Скопје-Белград. На патниците им се скрати можноста да ја користат единствената железничка порта кон Европа. Со тоа Македонија дефинитивно стана железничко слепо црево. Македонските возови немаат никаква алтернатива за излез од државата. Железничкиот сообраќај е целосно парализиран. Во услови кога владата на Република Македонија секојдневно промовира европски вредности и се повеќе не убедува дека сме на чекор до влез во Европската Унија, дозволи да се укине единствениот патнички воз кој не поврзуваше со Европа. Како резултат на неспособноста и негрижата, секојдневно се намалува расположливоста на локомотивите и патничките возови, а со тоа се доведува во прашање безбедноста на железничкиот сообраќај. За само една година е преполовен бројот на исправни возови и локомотиви. Целиот патнички сообраќај го вршат 6 нови кинески возови, кои се доведуваат во состојба на максимална оптовареност со неможност за редовно техничко и хигиенско одржување. Очигледно, оваа влада и министерот Цугаревски немаат ниту капацитет, ниту волја да се справат со предизвиците на железничкиот систем во нашата држава. Негрижата за железничките возни средства и железничката инфраструктура предизвикува непоправливи штети и го загрозува безбедното одбивање на железничкиот сообраќај. За жал, Македонија никогаш не е била во полоша состојба во делот на железничкиот сектор. Што се однесува до годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2019 година, можеме да констатираме дека се работи за предимензионирана и неоправдана програма, која што не одговара на капацитетите кои што ги има самата агенција. Лошиот квалитет на железничките услуги, кој ги дава единствениот железнички оператор, Македонски железници транспорт, АД, е резултат на непостоење на квалитетно регулаторно тело, која треба да врши постојан надзор и контрола на услугите кои што ги пружа железничкиот оператор. Во случајов, таа одговорност е токму кај Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор. И секако задача на оваа агенција е промоција на овој транспортен систем, кој што е многу значен економски, за општествениот и економскиот развој на Република Македонија. Но што ќе промовира оваа агенција, кога кај нас ситуацијата во железничкиот сектор е во многу лоша состојба? Оваа агенција треба да се грижи за подобрување на безбедноста на железничкиот сообраќај. А сите ние сме сведоци дека таа безбедност е на многу ниско ниво. Тоа ни го покажуваат и бројот на железнички несреќи на патни премини, кои што за жал е во постојан пораст. Се погласни се реакциите на патниците за непочитување на возниот ред на возовите. Возовите доцнат или пак се откажуваат линии
без претходна најава, без претходно известување. Нема доволна покриеност во железнички линии, а за хигиената во возовите воопшто и да не дискутираме. Таа е на катастрофално ниско ниво. Единствените два автомати за продажба на билети на железничката станица во Скопје воопшто и не се во функција. А на останатите железнички станици низ државата досега и нема поставено автомати за продажба на билети. Железничката инфраструктура е во катастрофална состојба. Многу честа е појавата на исклизување на возови на свртници, за кои агенцијата не води евиденција и не покренува постапки. Не се почитуваат воопшто правата на патниците и така натаму. Агенцијата со незиното работење во изминатава година воопшто со ништо нема придонесено за подобрување на овие ситуации. Но затоа пак оваа агенција за 2019 година планира да потроши 20.752.000 денари, кои што се планирани за службени патувања и патни трошоци за тројцата вработени. Потоа имаме предвидено средства за опрема и за мебел, и тоа дури 5.050.000 денари, или 360.000 денари повеќе од 2018 година. Почитувани колеги, вие кои што сте од владеачкото мнозинство, треба да го имате во предвид и мислењето од владата, каде што имаме укажување токму и за овие расходи за кои што агенцијата нема дадено целосно образложение. Почитувани колеги, ако во минатото владата предводена од ВМРО ДПМН имаше на вистина сериозни инвестиции во делот на железничката инфраструктура, сега за жал сведоци сме дека воопшто не се води грижа за железничкиот сообраќај. Имаме само празни ветувања, а за жал немаме реални остварувања. Но ова е на штета како за економскиот развој на Република Македонија, е на штета и на патниците кои што ги користат овие услуги. Ова само потврдува дека Социјалдемократскиот сојуз сето она кое што го ветуваше или пак сите оние градежни активности кои што ги критикуваше, сега ниту има визија, ниту има план како да ги реализира проектите кои што се значени од железничкиот сектор, ниту пак најверојатно има визија како да ги реализира предизборните ветувања. Многу ветувања, уште поголеми разочарувања. Благодарам.